Добар ден, почитувани, започува уште една нова Телма амбуланта. Повеќето од нас сметаат дека здравите животни навики се однесуваат само на продуктите што ги конзумираме, но тие се многу повеќе од тоа. Едно истражување покажува дека навиките оформуваат 40% од нашето однесување, што значи влијаат врз секојдневието, а со тоа и на животот. И генерациите пред нас ја сватиле важноста на навиките. Има многу поговорки кои што се однесуваат на навиките, како што, например, човекот е роб на своите навики или пак онаа што ги потенцира позитивните страни на навиките. Кој рано рани, две среќи граби. Денеска ќе зборуваме за навиките, бидејќи во овој период од годината обично носиме новогодишни одлуки поврзани со здравието, со здравите животни навики, велиме од следната година или од утре ќе направиме промени. Но ретко кога тие промени успеваат. Како успешно да ги промениме животните навики, ќе ни појасни денешниот гостин, доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа следува денешната Телма амбуланта. Сите знаеме што треба да јадеме, што треба да направиме, какви промени да спроведиме, но ретко кој од нас тоа го практикува. Доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, денеска во студиото на Телма. Добар ден, докторе, добро дојдовте. Добро ве најдов. Ќе ни појасните како всушност да ги промениме животните навики. Со задоволство, да. И како да се измотивираме, да најдеме сила во себе, да имаме поздрави животни рутини. Ќе започнеме од овој период од годината, кога носиме новогодишни одлуки поврзани со здравите животни навики, но ретко кој од нас ето тоа го имплементира. Зошто обично така се случува? Прво, за жал, ние имаме таа несреќа, ние велам, земите кои што го имаме православниот календар. Зошто? Бидејќи сите Нова година не затекнува на средина на празниците. Значи, друго е, например, сега да бевме во западните земји, по нивниот календар, кога ќе речат 1 јануари е периодот кога завршиле сите прослави, сите Божик, сите други активности. И едноставно човек од 1 јануари на вистина може да рече почнувам. И сега ќе тргнам, ќе свртам нов лист и тоа е тоа. Меѓутоа кај нас, за жал или за среќа, може и за среќа да бидејќи, например, јас лично го обожавам тој празничен период. Значи тој е многу убав, домашен период, посветен на семејството, малку повеќе релаксирани. Но тоа ни пречи да почнеме од 1 јануари. Зошто? После 1 јануари за 5 дена е Бадник, за 6 дена е Бадник, потоа е Божик и потоа има до Стара Нова година еден период на интензивно славење, на дојадување на тоа што било од празничната вечера, ручек и така натаму. Интензивно гледање со фамилијата, поблиска, подалечен, што е одлично, што е прекрасно. Меѓутоа, ако сакаме на вистина да почнеме како што сакаме, со промени, или таму треба да одредиме на 1, а може би попаметно ние на 15. Кај Стара Нова година. Кај Стара Нова година. Кога на вистина, кога ќе погледнете натака, веќе друго е. Значи, празниците прошле. Сакам да речем дека тоа е првата причина објективна кај нас. Самото време малку тешко ни дозволува и самите празници распределени околу Нова година и пред, и потоа да можеме да одредиме. Второ, не е само да си каже човек. Тоа е многу важно да се разбере. Ако речеме дека од 1 ќе почнеме, одлуката не е само да го изустиме или да си го кажеме себе или да го кажеме на блиските. Впрочем, за да биде вистинска одлука, треба еден период на ментална подготовка. И ќе зборуваме во емисијава, претпоставувам и за тоа, да. Заради тоа што да направи човек промена, нели, често пати велиме од денес треба да почнеме, ако сакаме, не од утре, не од понеделник, не од задутре. Меѓутоа, јас наоѓам дека, работејќи со пациенти, дека е подобро кога има фиксна дата која што е малку понатаму, бидејќи... Да се подготвиме психички. Да се подготвиме психички, да почнеме да градиме, знаете како треба малку ментална енергија да нас обереме околу тоа, да се убедиме самите себе, да разговараме самите со себе до тој ден, до тој 15 јануари, ако биде, например, дека во ред беше што беше. Има повеќе работи ментални кои што човек треба да ги направи. Да ја провери својата мотивација, да ја засили мотивацијата и низа други ментални работи кои што спаѓаат во делот на подготовката за да биде успешен почетокот. И трета причина зашто е тешко е тоа дека
вистината која што не е ништо ново за гледачите, која ќе го кажам, дека навиките се извонредно мокни механизми. Значи, поентата е не да се бориме со нив. Ние ќе се бориме неминовно еден краток период. Во таа фаза на трансформација. 30 на дена, 60 дена, зависи колку има по различни теории, колку време ни треба да створиме цврста навика. Меѓутоа, секогаш додека се бориме со навиките, треба да имаме на ум дека кога ќе дојде денот да ја прифатиме таа нова навика. Пример да дадам за да бидам појасен. Например, немаме навика да пешачиме. И сега се мачиме 2, 3, 4 недели да ја створиме навиката на пешачењето, тоа е периодот на битката со себе си, да речеме. Меѓутоа, убавината на навиките е дека се неутрални, односно од моментот кога ќе ја создадеме, таа веќе работи за нас. Например, пешачењето ќе се мачиме да го створиме како навика, но од моментот кога ќе го имаме кога ќе влезе како готово, рутина. да, кога веќе ќе ни влезе како рутина, ќе го засакаме, ќе се навикнеме просто, кога ќе дојде 18 часот, ако тоа било времето кога сме сакале да ја створиме навиката, ние просто нема да можеме да седиме дома. Ќе ни имаме потреба да се прошетаме, да се освежиме или тогаш веќе нема ни да го користиме терминот да испешачам, бидејќи нели тој може да има во себе малку набој негативен, туку да излезам. И тоа сум го видел кај пациенти, тоа е реално. Значи, тоа и погледот се менува кон тие активности. И не е веќе тешко. Не е веќе тешко. Значи, затоа и додека се пациентите во тој период на транзиција од едни навики кон други навики, тоа е тешкиот и ги охрабрувам да издржат, бидејќи ако го преминат тој мост од другата страна, веќе навиките кои што биле против нив сега работат за нив. И тука пешачењето човек може да го засака и тоа може секому да се случи. Тоа не е прашање на јас сум тип на личност која што не сака пешачење. Да не го сваќаме така. Ако така сваќаме од старт, си создаваме хендикеп самите на себе. Да не се перцепираме на таков начин. Да не се перцепираме. Значи, можеме да засакаме се. Апсолутно. И тука е многу важно во дел на таа ментална подготовка човек да кога разговара со себе си, да го запази речникот со кој што разговара со себе си. Да види на пример да не е присутно тоа само карактеризирање од типот на јас многу немам љубов кон пешачење, не сум таков човек јас. Ако тоа е присутно, тоа е првото нешто кое што човек треба да го алармира, да го прифати и да се дистанцира од тоа. Да каже дека јас не сум тој став. Тоа е еден од моите ставови кој што јас одбирам да го тргнам и да го заменам со нов. Тука има на почетокот, уште сме нели на самиот вовед, тука има еден период малку на едно зборува човек, друго прави, кога ќе почне да се убедува себе си дека сакам да пешачам. Животот што го живее и реалноста нема да биде таква, нели? На почетокот додека се охрабруваме себе си, ќе делува малку дека едно си збориме себе, а друго правиме. Но и тоа е потребна фаза. И тоа е дел од тие подготовки за промена на навиките. Меѓутоа, иако е тешко, би го завршил првиот одговор со тоа дека апсолутно е возможно, дека секој може да ги смени навиките и ако нешто вреди од аспект на здравјето да биде исплатливо на долг рок, тоа е да вложи во менувањето на здравствените навики. Споменавте дека ги охрабрувате пациентите во овој период кога се приспитуваат дали нешто сакат или не, да бидат упорни за да ги променат навиките. И сега многу често докторите им даваат совет на своите пациенти дека треба да ги променат животните навики, дали е поради некоја здравствена причина или слично, но дали е тоа доволно? Потребно ли при тоа и да ги мотивират на некаков начин? Тука на два начина би го одговорил вашето прашање. Прво за самиот пациент, а потоа и за односот со лекарот. Сите ние ги знаеме тие основни податоци, па некои од нас дури и повеќе, што е здрава храна, како треба, добро е да се пешечи, не е добро да се пуши, и сите тие нели како информација го знаеме, така. Дури некои од нас и да не се лекари, да влеземе во длабочината на работите и да ги прашаме сега, напишете една листа на како би требало да изгледа еден ден со исхрана, со оброци, со ужинки, со се, ќе напишете извонредно добра програма за начин на исхрана. Значи не е само знаењето. Меѓутоа, тоа што психологијата тоа го истражувала, тоа што вистински треба да го направиме
е да се убедиме себе си за да ја почувствуваме потребата. Значи тука го подвлекувам зборот потреба. Таа потреба како ќе ја создадеме кај нас не е едноставно. Зошто? Заради тоа што јас на пример вака разговарам со пациенти, некои кои што не се подготвени. Има и луѓе ќе дојдат готово, се гледа во очите дека е спремен, ја чувствува потребата. Меѓутоа кога ќе проценам дека кај пациенти ја нема уште потребата, мораме да работиме најнапред на тоа. Низ разговор. Преку преиспитување на самиот себе, човек треба најнапред да си го одговори тоа прашање зошто јас го правам ова. Но тоа не треба да биде така привиден одговор. Не треба да биде нешто од ракав истресено. Јас го правам ова за да бидам поздрав. Во ред, во крајна линија тоа е точниот одговор, целта да. Меѓутоа мора да има некоја емотивна причина, малку подлабока. Релација со блиски, за кого го правиме тоа, не само за себе си, туку за децата или за некој што многу го сакаме. Сакам да речам, треба да првата недела пред човек да почне да ги прави тие промени. Затоа реков дека е убаво да има еден период, барем 10 дена, па да не изветрее желбата. Значи пак тука некаде е релативно ограничено, да не е предолг тој период, но првата таа ментална подготовка мора да подразбира една фаза на будење на потребата во себе си. Зошто го употребувам баш зборот потреба, necessity на англиски? Не станува збор за мотивација моментална. Не станува збор за инспирација, тоа уште пократко од мотивацијата. Туку станува збор за тоа човек интелектуално да навлезе во тоа, да го размисли, да ја свати потребата на своето тело, да го почне тоа што треба да го прави. Значи едно подлабоко ниво. Како сега? Прашањето накратко, инаку ова е цела тема, огромна тема, на широка. Како? Прво човек треба свесно да почне на дневна основа да си даде задача себе си да се изложува на таа материја. Знаете, ние ако не сакаме да створиме некоја навика, ние подсвесно бегаме од таа тема. Пример, имаме веб страна на која што објавуваме многу текстови информации. Најмалку читани се текстовите за пушење. А нашата земја има 60% речиси пушачи. Извонредно голем број на лица би требало да биде би требало според групата, би требало да биде едно од најчитаните, нели? Имаме 55 до 60% пушачи, кога ќе објавиме нешто, немате вие диабет, притисок, нема ништо што може да засегне толкав процент од популацијата. Таму читаноста е најниска. Зошто? Баш заради тој момент кога ние нешто не сакаме да го смениме, само кога ќе го надзирнеме, нека се вртиме на другата страна. Готово. Оти ја знаеме информацијата која што е таму. За да прво треба да се соочиме создавајќи таа потреба од поздрав живот. Значи ние прво кога треба да се ја створиме, после ќе преминеме на конкретните чекори, како да почнеме, кога да почнеме, кој начин на исхрана, колку пешачење. Но во тој прв момент, додека работиме на потребата, треба да си дозволиме свесно себе си да се изложиме 15 минути на ден на таа тема. Значи да кажеме, јас треба да престанам да пушам. Еве, од физичка активност или од храна на пушењето да преминеме за да има повеќе примери. Јас сум свесен дека треба да престанам да пушам, никој не ме тера, моја одлука е тоа, и се што ќе праваме 15 минути ќе читам информации за пушењето. За ефектите, за откажувањето, на таа тема ќе се задржам 15 минути на ден. Тоа е првото ветување на себе си. Оти потребата нема да се створи туку така. И знаете како, и сега човек, ако е дисциплиниран барем во овој дел, 15 минути да си го сврти, вниманието да го насочи кон тоа. На таа тема. За кратко ќе почне да свати, да сваќа дека тоа всушност прави нешто кај него. Дека изложувањето на тие информации е првиот чекор во промените. И 3 точки. Значи тука е малку подолг процес, меѓутоа само сакав да доловам по однос на работата со колегите. Знаете како, јас морав многу да читам и да вложувам во себе си, и психологија особено да читам, и цела литература, штом се појави нешто од популарната литература и научни студии кои што го вклучува зборот навика, да го купувам и да го читам, книга велам нова, бидејќи тука науката многу брзо напредува, и ние како медицински лица, како лекари, не сме опремени од самиот факултет. Нема тука ништо
срамно или грешно, просто така ни е устроено здравството и здравствениот систем глобално. Не зборувам само за кај нас во Македонија. Тој тип на вештини ние како лекари со завршувањето на факултетот ги немаме. Тоа се вештините на еден начин тоа сега го нарекуваат коучинг или како еден вид на консултантство, кога знаете како да го прифатите пациентот, да го убедите, но не на нападен начин, за да испадне дека желбата и идејата за промени се негови лични, бидејќи само така ќе се нафати да ги истера до крај. Така што тоа е првиот момент, дека ние просто во нашата едукација, како медицински лица, како лекари, го немаме тој момент на развивање на вештините за тоа како да ги мотивираме пациентите, како да им помогнеме да работат со себе, како да ја покренат свеста во себе. Во иднина гледајки, ако можам да си дозволам за 50 или за 100 години од сега, верувам дека медицинските лица, лекарите ќе бидат поделени како со линија на два дела, на лекари во превентива и лекари во куратива. Нели, да спречуваат и да лечат. Так. Првото сега мислам дека ни фали. Ние, сите мои колеги, работат во куратива, во лекување. Меѓутоа, моментот на превентива всушност е многу покомплициран отколку што досега го мислевме. Не е само кој ќе дојде пациентот, нели ги препишуваме лековите и пази малку на храната и пешачи повеќе. Тоа не е доволно. Не е доволно. Мора многу повеќе, затоа велам, меѓутоа, така е устроен здравствениот систем сега и просто не се дава толку многу внимание колку што превентивата реално заслужува. Значи, реално превентивата заслужува многу поголем фокус. Ако така се направи, сега малку зборувам што би било кога би било, но ќе биде така за максимум за 50 на години. Заради тоа што ние веќе научните податоци ги имаме. Ние знаеме дека ако една популација се однесува на одредени начини и има поздрави навики, де факто тоа ќе се прелее во намалување на болестите, намалување на потребата за лекови, намалување на смртноста во крајна линија. Тоа веќе ни е кристално јасно. Поентата е тоа системот ќе го гледа како помал трошок, меѓу другото, на ресурси. Апсолутно. Така што од многу аспекти ова ќе би било корисно. Така и објаснувањето, например, во Калифорнија, во Америка се поделени здравствените системи, не е како еден унифициран, нели? И во Калифорнија функционира Кајзер Перманент, еден систем за здравствено осигурување, кој што има прецизно навлезено во тоа колку е исплатливо на фондот за здравство, ако сега земеме да зборуваме од име на нашата реалност, колку е исплатливо на државата да инвестира во програми против пушење. Дека за многу краток рок тие пари неколкукратно ќе се вратат на државата, бидејќи нема да дава пари за многу скапи интервенции, пред се поврзани со ракот на бели дробови. Но, велам, затоа малце во иднина, инаку тука е прекрасна тема и област за зборување. Веќе споменавте некои од предусловите за промена на животните навики, ве секојдневно да се фокусираме барем по 15 минути на некои од нашите лоши животни навики, кои што немаме некој преголем мотив да ја промениме, но би ни донела голем здравствен бенефит. Што друго е важно за да направиме промена? Во целото таа тука фактички навлегуваме сега во целото тоа поле на таа ментална подготовка. Значи, како да се подготвиме. Едноставно кажано, вака ако почнем од нула, треба да сватиме дека имаме внатрешна околина, да речеме, значи, самите себе си, и надворешна околина. И така ќе ги објаснам тие подготвителни моменти за да почнеме. Значи, делот во нас самите и делот надвор. Делот внатре во нас, со кој што треба да работиме, е пред се тој момент на саморазговор. Што е тој саморазговор? Сега, например, гледачите додека не гледаат, додека не слушаат, има еден глас во позадина кој што си коментира, како спортски коментатор. Така ние секој што гледаме, сме навикнати да се коментираме. Ние се интерпретираме, де факто. Тече некоја лента во позадина која што зборува цело време. Моментот да го препознаеме тој глас и да застанеме за да го анализираме. Например, кога слушаа сега дека кажував дека е можно да се сменат навиките, што рече тој глас? Дали тој глас рече, како да не, ќе се сменат навиките, ја цел живот вака, па нема шанс. Или пак гласот рече, па може би и може, еве има луѓе, слушам има група, доктор Митов, од 3000 пензионери, пример. Сакам да речем,
Тоа е првото нешто со кое што ние треба да застанеме и да се соочиме. Веќе зборувам за таа внатрешна анализа. Тој само разговор. Зошто? Заради тоа што само разговорот, начинот на кој што ние себе или се охрабруваме, или се бойкотираме, самите себе се саботираме, во многу одредува, дури целосно предодредува дали ќе успееме или нема да успееме во обидот да ги смениме навиките. Ако самите себе сме си непријатели, ако самите себе се блокираме, веројатноста да бидеме успешни е речиси еднаква на нула. Затоа првиот чекор во таа внатрешна анализа е да сватиме како разговараме со себе си. Само разговорот од аспект на психологијата, ако одиме, влече многу длабоки корени. Оди дури до тој момент кој што ние го нарекуваме светоглед. На кој начин ние го перцепираме светот. Например, не може човек кој што вели абе што ти е пишано, тоа и ќе ти се деси, остај здравје, другото. Не може таков човек со такво длабоко коренито верување во себе си да се нафати да прави промени на начинот на исхрана, физичка активност или здрави навики. Зошто? Заради тоа што тој има едно верување во себе си кое што во основа го спречува да се развива во тој правец. Затоа, работејќи на таа самоанализа, човек, фаќајќи ги овие мисли и овој само разговор, ќе стаса до тој корен кој што е всушност во нашиот светоглед. И тоа е менливо. Менливо е дури тоа. И тоа е менливо. Нашиот светоглед ни е создаден во текот на детството најчесто и е под силно влијание на тоа како нашата околина не третирала или како самите сме се третирали или какви биле нашите искуства. Меѓутоа светогледот е нешто или која ни е религијата, па и начинот на верување, и тоа спаѓа во светоглед. Меѓутоа сите тие работи интелектуално човек може да ги освести и да ги повлече на површина и да работи со нив, да ги менува. А менувањето на светогледот и на тој само разговор, ова не се едноставни работи. Меѓутоа, ако токму таму ни е проблемот, не ни менува дали некој ќе ни даде доручек ова, ручек ова, вечерова, па еден лист само. Нема да завршиме работа со планот на исхрана, ако ние сме бойкотирани самите од себе на многу подлабоко ниво. Затоа тоа е првата фаза. Можеме да се отвориме голема работа тука. Апсолутно, вака сега внимателно ве слушам. Не разбирате, тука од тогаш човек доаѓа во средба со себе си. Јас сум темелен. Велам дека сакаме да успееме. Ако сакаме да успееме, не можеме да ги пренебрегнеме тие аспекти. Дали самите себе, во една реченица кажано, се охрабруваме или се дестимулираме кон успехот. Доволно беше за овој дел за внатрешниот, иако работа е, има уште. Сега на дворешниот дел, нашата околина, ја делиме на жива и нежива околина. Живата околина се нашите релации со нашите блиски. Како што можеме самите да се бойкотираме или да се охрабриме, истата сила ја имаат и тие што се околу нас. И тие што се околу нас. На кого прво ќе кажеме дека менуваме навики? Дали воопшто ќе кажеме? Оти ние знаеме кој ќе не подржи од блиските. Се ги знаеме релациите, ги знаеме луѓето, знаеме каква е таа динамика. Може би прво ни е попаметно ако решиме да ги менуваме навиките, да кажеме во семејството на тој кој што очекуваме дека ќе не подржи, кој што ќе не каже браво. Добра идеја. Тоа е комуникацијата со живата околина. Со неживата околина тука е поедноставно, тука зависи повеќе од нас. Неживата околина просто треба да ја обремениме со потсетници за тоа што сакаме да го направиме. Пример, наједноставниот, најпознатиот пример е лепење на самиот фрижидер или кој ќе ни биде начинот на исхрана. Или добра, кратка, многу кратка идеја за тоа што треба да биде здрав доручек. Оти знаете, многу пати ќе застанем што да доручкувам сега и одма доручкуваме тоа што ни е прво при рака ќе ни падне. При рака прво или ептен сме навикнати и дури не ни размислуваме. А можеме да имаме вака залепено на како потсетник, еве здрав доручек. Ќе треба време и за тоа, меѓутоа сега реков подготовката треба да седнеме и да издизајнираме како мојата надворешна нежива околина ќе ја направам да ми служи. Ќе си купам убаво шише за вода. Ако не пијам вода, ќе земам некој шише кое што ќе ми личи на бирото, ќе ми биде убаво, нели, на мојата работна средина, меѓутоа ќе го ставам пред мене да ме потсетува, а до него ќе ставам и јаболко, пример. Ако немам навика да јадам доволно овоши во текот на денот. Или,
Ако сум повеќе во кола, ќе земам, исто тука или подсетници ќе си ставам, или на телефонот, на мобилниот сега веќе има толку многу апликации најразлични. Апликации, подкасти. Патем од нова година ќе снимам еден таков бесплатен подкаст за пешачење. И кој што ќе го направам јавно достапен, ќе се вика Прошетки со доктор Митов, кога луѓе да ги стават слушалките и да пешачат. И мотивација, охрабрување, зошто е добро тоа што го правиш. Тоа е веќе надворешниот дел кој што ние имаме сила да го дизајнираме. Значи, ние можеме, и уште нешто што е битно, таа фиока во домот, која што сите ја имаме, Со грицки, со чоколадца. со чоколадца, таа мораме да ја испразниме. Значи, тоа е најтешкото, мораме да ја испразниме. И има уште едно нешто, например, еве за таа... Но може некој друг од семејството да наполни, затоа рековте, тука е многу важно. Тука мора да разговараме, да, тука мораме да разговараме. Или пак, тоа нешто што родителите на мали деца како ние во моментот што треба да пазиме, треба да поставиме лимит на тоа колку пакетчиња може да дојдат дома. Например, едната баба ако купи, и сега и другата ако сака да купи, и ние ако сме купили или од работа ако ни дале, и тетките тука и може да се соберат куп 10 пакетчиња без проблем може да се соберат, зависи нели колку деца има дома. Ако собереме ние 10 или над 10 пакетчиња, тоа мора да се изеде. Децата ќе изедат што им е вкусно и ќе го баталат. Остатокот го јадеме ние. Безгрижно. За да не го јадат децата. За да не го јадат децата и ќе си створиме калориски резерви кои што до летото ќе ни траат, а можеби и цела наредна година. Еве дел од тоа дизајнирање на навиките, на надворешната средина. Значи момент, правиме правило и сега ќе замолиме. Треба да седнеме и да направиме план од кого ќе добиеме пакетчиња и со другите да поразговараме или да им пуштиме една порака. Ве молам, без пакетчиња, оваа тетка донесе оваа година, наредната година ќе донесете вие. Значи стратешки и тука. Мора да работиме на тоа. Видете, дојдат ли дома пакетчињата, нема да ги фрлиме. Ќе ги изедеме. Така ќе ни се случи да направиме, зошто е, например, поправањето преку празниците е исто комплексна тема. Од повеќе аспекти не е само од храната, на празничната храна. Пакетчињата конкретно се голем виновник за тоа, да не помисли некој дека сум против пакетчиња. Значи, ни оддалеку, тоа е дел од новогодишната атмосфера. Децата се радуваат, јас сум се радувал како дете, не би му го отстранил тоа задоволство ниту на моето, ниту на било чие дете. Но не мора да има 20 пакетчиња. Не мора да има 20. Одлична идеја е останатите да земеме да ги подариме таму кај што нема. Има начин како да најдеме. Дали има фондации, има невладини организации кои што работат со дечиња, со социјално загрозени групи, ќе ги подариме таму, па тие ќе им најдат начин до кого да стасаат пакетчињата. Ова е само дел од тоа колку треба да седнеме и да ги измислиме работите. Ова не е нема ракета да дизајнираме, меѓутоа ние треба само да кажеме половина час ќе поминам свесно размислувајќи за мојата надворешна средина, да ги сведам на минимум тие работи кои што ме поправаат многу за време на празниците. Оти сега зборуваме за тој период. Инаку, овие правила се универзални. Тие не важат само сега. Сега е конкретниот пример, бидејќи е нова година, имам пакетчиња од празници. Меѓутоа, други некои примери можеме да дадеме од текот на цела година. Така, еве сега преминуваме всушност на навиките и дебелината. Да. Вишокот килограми често пати се последица на нашите животни навики. Некои велат гените ми се такви, што ќе касна ми се лепи, бавен ми е метаболизмот, но ако се направи анализа, сепак доаѓаме до клучиот одговор, лошите животни навики всушност придонеле за овој проблем. Како носител, нема да ги порекнеме ниту хормоните, значи убаво кажавте, ниту хормонски дисбаланс, ниту покачен инсулин кој што поправа, ниту намалени тироидни хормони кои што поправаат, ниту ни за други работи, кортизол, да не навлегувам во тој тип на причините за зголемената телесна тежина. Меѓутоа, во крајна линија, ако повлечеме црта, начинот на исхрана и немањето физичка активност. Оти на дневна основа разговарам со пациенти и најчесто искрени пациенти кои што се... Што велат? Физички активни? Нула ми кажуваат. Одно ми кажуваат. Најчестиот збор што сум го слушнал е зборчето нула. Ево ти јас прашувам, нели? Ке прашам прво, си имам сите прашања, да. И од кој ќе завршиме со прашањата за начинот на исхрана, потоа следува прашањето секогаш за физичка активност. И кажете ми, ве молам,
како е степенот на физичка активност и тука најчесто добивам насмевка и зборче нула. Тоа е На реалноста. скалата најдолу. Тоа е реалноста на Македонија. Значи, ние тоа треба да го смениме. Меѓутоа, моментално од тука поаѓаме. Имаше податоци од Институтот за јавно здравје од пред некоја година, кои што беа поразителни. Немаше ни 10% од населението да ги исполнува тие 150 минути пешачење неделно. Значи, не зборуваме. Колку тоа доаѓа? Половина дневно, час, 5 дена, половина час. Ни толку. Ни толку. Десетина проценти беа од населението. Ништо. Тоа Ништо, огромниот Тука процент. спаѓаат и децата, да земеме предвид дека и тие живеат. Имаме така. дечиња со зголемена телесна Така. тежина. Оти не трошат. Значи, од една страна е хиперкалоричната храна, а од друга страна е моментот на немање физичка активност. Особено, најголем дел од моите пациенти имаат седентарна Седечки работа. начин Седечки начин на на живот. работа, Значи, на они се живот седнат воопшто. 8 часа, они се 8 часа на биро, пред компјутер или седат. Сега вие кои ќе земете од старт, 8 часа спиете, плюс минус, и 8 часа на работата, пак фиксно. Пото доаѓаме дома уморни, па ќе И прилегнеме. после мораме да прилегнеме, значи вие ќе се соберат некои 20 на часа минимум на апсолутно немање физичка активност. Од точка А до точка Б. Ми покажуваат, нели, кој ќе видам, ајде да видам колку чекори имате. Апликација, Да. тоа што брои чекори. И чекори некогаш има и многу често има и под 2000 чекори. Под 2000 чекори значи дека сме биле до тоалет и назад. Толку. Не се брои тоа. Така што сега доаѓаме до големиот момент на навиките и на зголемената телесна тежина. Многу ја влоши состојбата пандемијата со корона. Многу ја влоши. Бидејќи јас работев со пациенти и пред корона, и за време на корона, и сега постпандемиски. Тоа што можам одма да го кажем е дека има драматично зголемување на телесната тежина кај огромен број од населението. Зошто? Заради тоа што короната има низа фактори кои што придонесува за тоа да се зголеми телесната тежина. Прво, работењето од дома не носи поблиско до кујната. Тоа е првиот момент и секогаш кога ќе ни здосади или кога сакаме да правиме паузата ја правиме со нешто да каснем. Тоа е првиот момент. Вториот момент, неизлегувањето од дома уште повеќе не прави физички пасивни. Оти не одиме до работа и назад, оти тоа колку толку ќе значи. Тука е моментот некој ќе рече сега до работа одење 2000 чекори, ако се, што менува тоа? Менува заради тоа што ги имало тие 2000 чекори барем како некој минимум претходно, сега ги нема ни нив, оти кај пешачење, кај поправањето, кај зголемената телесна тежина. Освен ако не е некоја хормонска причина. Поправањето е за жал тивко и постојано. И помалку, меѓутоа вие кои ќе погледнете, после 5 години, одеднаш ќе се сврти човек и ќе се види себе со 15-20 килограми плюс. Бидејќи постепено се случува зголемувањето на телесната тежина, ние тоа не го приметуваме. Впрочем, од аспект на, ако анализираме што најмногу ни шкоди на здравјето, што е најопасно за нашето здравје, тоа се бавните и неболни процеси. Значи, дури да е болест, ако земеме да размислуваме, се што напредува бавно и не боли додека напредува, не предизвикува да не вознемири, а за жал дури најтешките болести спаѓаат во таа категорија. Така течат. И ние немаме тогаш време да реагираме. Иако е долго, просто сме релаксирани во тој период. Така е и со зголемената телесна тежина. Впрочем, се сведува на тоа да имаме колкав е тој баланс на дневно ниво, колкав е плусот и минусот, односно колку внесуваме и колку трошиме. Затоа велам, кога ќе земеме да ги анализираме, тука бара малци подлабока анализа дури и начинот на исхрана. Зошто? Например, некогаш разговарам со пациенти, еве да ми кажат, например, кај што гледам дека не можат да приметат од каде е поправањето. Често е тоа. Обично не знаат. Велат од ништо. Многу често е има луѓе што одма ќе си кажат. Доктора јадам, на пример. Значи каде што е многу Зависен сум од блага, порелаксирано, да, и таму е веќе многу полесен разговорот. Меѓутоа има луѓе кои што не можат да видат. И сега ќе земеме на пример да анализираме една обична салата. Салата просечна во која што ќе бидат ставени 2 или 3 лажици маслиново масло. Добра. 300-400 калории од старт. Значи сега веќе со ова. Па малку сирење. Така. И тоа ако побели од озгоре, еве ви уште 200 до 300 калории може да биде, ако е мрсно сирењето. Сега таа салата, ако ја размешате убаво, гледате
лисја со тука таму малку сирење. Маслиновото масло веќе е дисперзирано, Не не се можете гледа. ни да го видите. Меѓутоа, таа салата има поголема калориска вредност од 100 грама чоколадо. Изненадува, нели? Да, изненадува. Никој нема да помисли. Никогаш ваква паралела никој не би нема да повлекол. помисли. Ама тоа е тоа. Јас заради и кога ќе им го кажам тоа, викам па подобро да изедевте едно чоколадо милка. Молам, и сега тука е моментот, ама чекајте сега како што Јас салата јадев. Тоа е моментот. Многу пати знае да биде од храната веќе ни е толку хиперкалориска и сега ние маслиновото масло го сметаме за здраво. Здраво е, нема збор, но кај сите масла количината е пресудна. Значи тие треба да се ставаат во капки, не во лажици, а најмалку не треба да се фати шишето, да се отвори и да се истора. Како што правиме сите. Како што правиме сите. Тоа е еден момент и второ, сирењето ние го сметаме за лесна храна. Ама всушност Апсолутно не е така. Значи сирењето ние го сметаме нели кога ќе отидеме во кафана, кога ќе седнеме и ќе добиеме едно толкаво парче, да. Ќе добиеме едно кое 100, може и многу повеќе грама сирење, нели една убава коцка. И полиено со маслиново масло. Ете така, да ни тргне после тек доаѓаат калориите, нели од тоа што е. Сакам да речам, и тука треба и момент на едукација, но и на запазување на вакви работи. И еве како, например, сум имал пациентка која што се било во ред со исхраната, само намалила од маслиновото масло и почна слабењето. Значи, маслиновото масло е вкусно, е здраво, да, меѓутоа ставала во се, чувство, нели, опа, ова е здраво, и еве ви од него можете со малку поневнимателно и ставање и над 500 калории. Тоа е баш, како што ви кажав, тоа е еден голем хамбургер. Зборам сега од чисто компаративно, не од нутритивна гледна точка, нели? Да не навлегуваме во туку збориме од енергетска гледна точка за тоа колкава енергија има во себе. Има нутритивниот момент е друг и тој можеме посебно да го анализираме. Сакам да речам, во најдобри услови кога наводно салата јадеме, може тоа да не се случи, камоли во периодот на празниците. И затоа сега јас во периодот на празниците често пати е тоа прашање, нели? И тоа и сега ќе го има. Како да поминеме низ празниците без да претераме. И јас им кажувам најчесто, мојот одговор е годината има 365 дена, 15 дена се празници, 350 не се, во 15 те јадете празнично, во 350 те останати дена пазете. Но, во тие 15 дена празнично јадење, тоа не значи целосно да го пуштиме воланот ние, па да оди возилото, како ќе му дојде. Значи, ако одиме во кафана, ево таму да почнеме, нели сега ќе има новогодишни, да. Ако одиме во кафана, ќе седнеме дома и ќе се најадеме пред да одиме. Пред да одиме во кафана? Пред да одиме. Да се најадеме. Да се најадеме и тоа колку што е можно поздраво. Ова никој не го прави. Никој не го прави, знам. Меѓутоа, ако сакаме да пазиме, да не треба после во февруари, во март, во јуни да се мачиме, да слабееме, има неколку прости работи кои што можеме сега да ги направиме, да поминеме полесно низ празниците, побезволно, оти таа тежина нема на друг да оди, кај нас ќе дојде. Ние ќе треба да се замараме после, оти слабењето после потешко ќе биде. Тука нема збор, отколку сега, макар една салата голема, ама без маслиново масло, да ја изедеме пред да отидеме во кафана. Така. Да, значи, макар и да изедеме дома само една голема салата, зошто? Да го наполниме желудникот. Да не отидеме многу гладни, ако отидеме многу гладни, тука се вклучува друг механизам. Не работи мозокот веќе. Тука веќе ние јадеме еволутивно, онака што е можно повеќе, што е можно покалорично, особено ако прегладне човек. Затоа јас не препорачувам пациенти да прават поголеми паузи во денот, да немаат оброци. Да не се вклучи тој механизам на друг вид на глад. Има физиолошка глад која што потекнала од тоа гладен сум и не сум јадел, но има и друга глад која немаме подолг период јадено и кога ќе прегладниме, тогаш ќе изедеме многу, така е, многу повеќе. Ама тогаш се вклучуваат други механизми во мозокот, да не оптеретуваме емисијата со тоа, тогаш на друго ниво во мозокот се одлучува што треба да јадеме и тогаш заслепено јадеме. Значи тоа е веќе подлабоко. Тоа е првиот совет е тоа. Значи нешто ќе се најадеме, па ќе отидеме во, да речем. Или второ, ако биде новогодишната забава или било кој друг момент, ќе одлучиме однапред колку месо ќе изедеме. Значи ќе си ставиме некоја... За се треба план. Да, значи ќе се подготвиме. Видете, тоа се 5 минути. Треба и само контрола.
Има и момент на доследност. самоконтрол. Знаете како, ако не го направиме тоа, само треба да се соочиме ментално со последицата. Не велам здравствено, само ќе се соочиме да се фатиме околу половината и да кажеме сакаш уште од ова. Значи, уште да расте половина. Има начини како човек си ги знае секои слабите точки. Прво или втора ќе кажеме, ако сега претераме за време на празниците, значи јас не велам да не јадеме празнично. Велам да не претеруваме, да не го пуштиме воланот. Значи да не биде сега денес, сутре, заутре ќе јадам се. Зошто? Нашето здравје во крајна линија и нашата телесна тежина пак сме ние тие кои што ќе треба со таа тема да се занимаваме после празниците. Значи нема да отиде тоа никаде. Пак ќе дојде кај нас и пак ние ќе треба да се бориме. Да се бориме со тоа. Дали ќе се бориме предходно, пред отиде, односно во кафана со ограничена порција или пак отпосле, неколку месеци. Имено, и секогаш со лимитирано мени. Ама после повеќе ќе се мачиме. Ама повеќе ќе се мачиме после ти нели, работам со слабење, знам дека е тешко. Значи не е лесен процес слабењето. Не е тоа туку така. И многу е полесно човек ако веќе сега да спекна што бара поголема борба, контролирањето и некои такви работи во време на ризик е помал проблем отколку проблемот на издржување на што е да се ставиме отпосле откако телесната тежина ќе отиде. Ако земеме да ги компарираме која е поголема мака, значи кога човек повеќе ќе се измачи. Контролата дефинитивно поедноставна. Поедноставна и затоа велам, макар и да не ви е вкусна салатата, ако одите веќе изнајадете се колку што можете повеќе, ќе ви се намали потребата од што и да е тоа, колку и да е вкусно, од типа на крајна линија и нашиот желудник е ограничен и не може бесконечно да прими храна. Значи колку и да ни делува тоа вкусно и убаво што ќе го видиме и се, просто нема да има кај да го собере. Никој од овие работи поврзани со зголемената телесна тежина, јас се трудам да ги направам полесни. Јас се трудам да измислиме вакви финти, нешто да смислиме, однапред да се подготвиме. Меѓутоа, ништо од ова не е песна. Значи... Апсолутно, тоа сакав и да ве прашам, работите со пензионери. Велат, ние сме робови на своите навики. Некој кој што со години живел на ист начин, со еден животен стил што е препознатлив за него. Тешко ли е да се промени сето тоа, да речеме на 60, на 70 години? Мене ми е многу полесно да работам со пензионери. Навистина? Да. Некој ќе помисли дека се зацврстени навиките. Тоа се други генерации. Тоа се генерации кои што има разлика од генерации до генерации, нели? И тоа се луѓе кои што можат повеќе да се носат со тешкоти во животот. Тие се луѓе кои што поминале многу што, ги поминали периодите на транзиција кај нас и на имање и на немање и на се. И тоа им створило една цврстина и за нив, ако се нафатат да ја прават промената на начинот на исхрана, е многу мала мака во однос на тоа што виделе во животот. А со кого е најтешко да се работи на промените? Најтешко е кога ќе дојде кога некој ќе дојде со 56 килограми и сака да има 53. Значи тука е тие 3 килограми. Тука е маката, значи. Да. Тоа е најтешкото веќе тука, знаете, заради тоа што ова не спаѓа во здравствено, значи тоа веќе не знам, можеби естетска медицина, да. И јас избегнувам да работам со такви случаи. Јас го почитувам моментот дека некој сака и од 56 да биде 53, го почитувам тој момент, меѓутоа јас повеќе би работел со некој кој што има 150 килограми и да треба да дојдеме до 100 или до 90, заради тоа што и ќе го види моментот, ќе ја види придобивката и во крајна линија јас како лекар се чувствувам повеќе повикан таму да работам, каде што здравјето е загрозено на еден начин, бидејќи телесната тежина и здравјето се вака врзани. Тоа што многу ме радува е дека без разлика на генерациите го гледам трендот кој што не беше можеби така сличен ист ваков пред 6 пред 7 години кога почнав да работам, да речеме специфично со овој начин на работа. Но сега го гледам моментот дека свесноста се повеќе расте, дека луѓе се свесни колку значи телесната тежина за нивното здравје и тука клучот е всушност навиките. И дека и ќе дојдат луѓе кои што ќе ми кажат, многу се радвам кога го слушам тој момент, доктор, ајде да ги смениме навиките, ајде да ставам ред, а не
Јас сум сега тоа бројка и сакам да дојдам до таа бројка на телесна тежина. Тука нема свест за здравје, тука има свест само за естетика. И тоа го почитувам, меѓутоа тоа не е мојот предизвик. Мојот предизвик е да работам со луѓе на кои што здравствената тежина телесната тежина им е важна од здравствен аспект. Оние кои што ќе направат промена во животните навики, како потоа да ги одржат? Бидејќи потоа исто така е лесно да се врати човек на она што го живеел долго време. Да, сега тука има две кризи кога човек менува навики. Првата криза, две големи, има и помали, ама тоа се двете големи. Првата голема криза се првата недела до две. Тогаш е доста тешко. Значи, човек треба да го издржи тој период. Нема тука сега олеснување, не олеснување. Тоа е тоа. Сепак има еден момент кога човек мора да го иструка. Значи, тоа е тоа. Со секој следен ден е полесно. Но на почетокот има една тежина која што човек мора да ја иструка. Втората тежина кога доаѓа, и тоа е поврзано со вашето прашање, тоа е моментот после месец, месец и пол, на успешно држење по новиот начин на исхрана. На успешно велам. Зошто? Одеднаш човек добива самодоверба, има намалено 5, 6, 7, 8 килограми, зависно од каде тргнал. Колку повеќе телесна тежина, толку побрзо е слабењето во првиот месец. И сега веќе тука доаѓа едно ниво на самодоверба и на задоволство. И може човек да си каже, па, еве јас, ослабев. Мислев дека ќе биде тешко, вака го успеав. Ај сега малку да се опуштам, па ако има потреба, пак ќе се вратам. Значи, и тука е вториот момент. И тоа е, затоа јас, кога разговарам со пациенти, им ја најавувам и првата и втората криза. Бидејќи човек ако е свесен дека ќе дојде, има повеќе можност да се справи со тоа. Вториот момент е всушност на тоа прашање што ме го поставувате. Како човек да се одржи? Едноставно, треба да се издржи тој период на 2 месеци, колку што јас мислам дека е доволно, да влезат подлабоко навиките во нас, и потоа дури и да си дозволиме свесно, макар некогаш да јадеме нешто што не ни било по план, е покалорично, е надвор од планот, и да си го дозволиме тоа, никако да не го сватиме моментот како готово, сега се растури начинот, се растури диетата, нели? Готово, сега се враќам на старо. Туку свесно да си дозволи, окей. Да се вратиме повторно. Да се врати треба на овој начин, на новиот, не на претходниот. Апсолутно. И затоа да си рече, окей, нема проблем, еве сега ми се јаде тоа и тоа, знам дека не спаѓа во овој нов начин на исхрана, пример бурек, но свесно ќе си го дозволам, ќе го јадам, нема проблем, но јас од следниот оброк веќе се враќам на овој нов начин на исхрана. Значи, тоа ми е... Некои во тие моменти се казнуваат, велат, потоа нема да пробам ништо следниот ден, ќе исфрлам се што е благо, се што ми предизвикува задоволство. Јас можам да им дадам максимум дупло да пешечат следниот ден. Значи, но да не биде казнување. Да не биде тоа казна, тоа сакам да кажам. Моето искуство е дека стравот и казнувањето даваат многу краткорочен ефект. Например, ќе дојдат луѓе кои што се испреплашени од некоја болест, например. Мотивацијата тогаш е многу висока. И ќе се нафатат, и ќе тргне добро, и ќе тераат само до моментот додека не помине стравот. Или не малку не релаксира. Малку кога ќе попушти стравот, толку е. И сега кој ќе дојде пак следна епизода и пак ќе се појават. Пак се сплашивте. Значи, јас го разбирам тој момент. Меѓутоа, многу посилна мотивација и долгорочна е од аспект на љубов, од аспект на позитивна мисла, на мотивација, на желба за подобро здравје во вистинска смисла на зборот, а не од аспект на казнување и на наградување. Да. Докторе, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Не ли направивме пауза? Не направивме, дури не вклучивме ни гледачи. Да, убава тема е. Да, убава тема, имав за цел убаво да ја обработиме, да ги опфатиме сите аспекти. Еве следниот пат ветувам кога ќе бидете гостин дека ќе дадеме простори на гледачите. Ние на крајот од денешната емисија еве да си посакаме успешно менување на животните навики и подобро здравје во новата година. И да бидеме доследни на тоа. Така е, ви благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.